меѓу мажите и жените имало и секојаш ќе имат стандардни поплаки. Поплаки на мажи за жени. Секојаш не гледате ко проект кој што можете да направите подобар. Не среќавате, излегвите со нас, се мувате, се мажите и цело време изгледат ко да не сакате. Такви какви што сме. Изгледат, ама не е така. Жените гледаат потенцијал, груби рабој што тие после ќе ги избрусат, ќе ги оформат, ќе ги исполират. То секој просечен маж го нервират. Не сакаме промена, сваќаш? Јас имам одбрано кола, куќа, хоби, начин на облеквење и фризура и пријатели. Не сакам менвење, затоа што уживам во нив. Не сакам ни да си помислиш во умот да си речиш да можеше само да... То се забранети зборој. Многу жени знаат дека нивниот маж никогаш нема да биде како Бред Пит, Џорџ Клуни или ко она италијанецот од под Тосканското сонце. Ама длабоко во себе си се надеват. Секогаш ги користите емоциите ко оружје. Знаеш мене како ми беше? Знаеш мене како ми е тешко и неуба? Сите се осеќаме понекогаш неубаво во животов. Со таа разлика што сите не плачиме кога се прави за тоа муабет. И секогаш жени ве велат, знам што си помисли. Добро, како можеш да знаеш нешто однапред? Видовити сте. Ти си мислеше дека јас ќе си помислам, шом знаеш све однапред, нема потреба да комуницираме воопшто. Сега жените се наред. Да бе, вие само зборвите и никаква акција не превземате. По цели ден и слушам ќе направам ова, ќе направам она, ќе купам ова, ќе купам она. И на крајот све заврши со лименка пиво и 10 кебапи в кафана. И следниот ден ништо не се дешават. И знаете што ме нервира најпоќе? Престаните да се понашате ко радар цело време в кафич. Помин вид некоја женска и одма. Ве разбираме дека сте визуелни сушчества. Ама знаеш колку е глупо кога ќе си излезен со некоја девојка, место да ја обрниш нејзе внимание, ти скенираш цело време што чиксо имат наоколу. Треба да сватите едно. Идат период во животов кај што треба да се порасни. И треба да се баталјат маиците од плакарот, од типот to beer, од or not to beer. Или fuck кола, fuck пица, all we need is шливовица. Или секс инструктор, first lesson free, hello. Треба да сватите едно нешто. Животов не се врти само околу вас. Треба малу од малу да се грижиш и за партнер. И многу не нервират кога ќе мислите дека секој се знаете и кога ќе мислите дека секој за све сте во право. И најпоќе што не нервирате едно нешто, љутковци. Што цело време те контролират и те прашаат кој ти е мороvaј? Шо барат овој да се дружи со тебе? И цело време ни кажат видите кај доиме, што да правиме? И константно за све се љутите и цел свет ви е крив за нешто што не можете сами да го остварите. Од друга страна имат и контратипој на ова. Оние што на прв, втор или трет состанок ти нудат брак. Чекај малце бе, олабај. Уже не знам дали грчиш, дур спиеш, сакаш да живееме заедно. Полека, не ова сезонски попуст, па треба да се искористит, заш после ќе немат. Многу не нервират кога ќе имате идеја за нас дека ние жениве сме реквизити во тој ваш машки свет. Жена се знае за жуе, море, дома се ид. Ова е една од најглупите фрази што може да биде кажана. Ever! И затоа многумина од вас ќе останат со раце полни со потенцијал. Нема да се реализират. И за крај за оние што се опуштат премногу во врска. Што се дотолку самоуверени што им се чини дека се вечно ќе бидат окей. Не опуштајте се дотолку. Понекогаш требит напор да се затворит вратата од WC и да се спуштит капакот од чолјата. Требит малку да се вложит напор во изгледот и да, то значи бричење под мишка и редовно туширање и миење заби почесто. И може чат пат да се потрудите со понекој романтичен гес кон некош ко се трудевте, ко не знаевте дали ќе добијате